Направени се значајни чекори во утврдувањето на кривичната одговорност за делата поврзани од прислушувањето, 2,5 години од формирањето на специјалното јавно обвинителство и покрај значителното мешање на други институции, се вели во извештајот на ОПСЕ за работата на ова обвинителство. СЈО има поведено 20 предмети, 3 поврзани со скандалот со прислушување против наводните автори на нелегалното прислушување, 17 кои произлегуваат од прислушуваните разговори и наводните кривични дела кои беа откриени со пресретнатите комуникации и 4 предмети преземани од јавното обвинителство. До 30 јуни 2017 година СЈО води 20 истраги за кои е подигнато обвинение. Обвинети се вкупно 142 лица, како и 7 компании. 20 обвиненија се потврдени до крајот на јануари 2018 година, а има и 12 тековни истраги. Најчесто дело кое се гони од страна на СЈО е злоупотреба на службената положба и овластувања, односно 9 случаи. Обвинителката Јанева, на трибината организирана од ОПСЕ, побара од судовите да закажуваат рочишта и да не се доведат во ситуација делата да застарат. Што се однесува до динамиката на судењата кои се закажани во однос на обвиненијата кои се подигнати од страна на специјалното јавно обвинителство, исто би упатила една критика до судот, како прво, како што е кажано денеска дека би требало повеќе време за потврдување на самите обвиненија, околу 6 месеци. Исто така можеше во периодот од декември 2017 до денес судот да закаже повеќе рочишта за кои би се суделе овие нашите предмети, како тоа што го направи во предметот за настаните на 27 мај во собранието, како што однапред закажа 37 рочишта за негово судење. Истото тоа можеше да го направи и за предметот Титаник, кој е најобемен во специјалното јавно обвинителство. Во однос на предметот тврдина Таргет, Јанева рече дека СЈО ќе докаже дека 20.000 граѓани биле прислушувани. Тврдина Таргет е предмет за тоа дека лица од УБК, службени лица, ја уништиле опремата, за да не може да се утврди дека на тие машини се прислушкувало. И Таргет. Имаме форензичко вештачење во кое се утврдува кој, како и на кој начин прислушкувал. Значи, имаме докази во предметот кој се уште не е почнат пред судот, а кој би требало, и таму се надевам дека сите ќе бидеме присутни да ја видиме, да утврдиме кој прислушкувал и дека специјалното јавно обвинителство има не многу докази за тоа кој прислушкува. Во препораките во својот прв преоден извештај, ОПСЕ препорачува до СЈО да го истражи целиот обем на извршени кривични дела, како и сите осомничени лица, а кога во одреден случај ќе нема доволно докази, СЈО транспарентно да соопшти за да нема очекувања во јавноста. Катица Јанева за 6-тиот извештај на СЈО, кој треба да излезе на 15 септември, најави дека ќе има специјален дел кој ќе се однесува на работата на судовите и судиите.